Граѓаните да го користат слободниот пристап до информации во интерес на заедницата. Разговараме со Петар Гајдов, државен советник во Агенцијата за слободен пристап до информации. Добро утро. Добро утро. Граѓаните да ги користат одговорно и во интерес на заедницата, барањата и односно обраќањето до слободниот пристап на информации. Ова колку добро би звучело за едно организирано општество за кое што вие неуморно се трудите да го постигнете. Ке ни кажете со кои алатки, но пред се, ајде да објасниме кои се тие информации, кој е тој слободен пристап до информации кој што граѓаните може да го добијат. Благодарам. Најнапред, прво треба да спомнеме што е информација од јавен карактер. Информација од јавен карактер, согласно Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, представува секоја информација која ја создал или со која располага имателот на информацијата. Сега, тоа е законската одредба, но што тоа значи за да можеме да објасниме на граѓаните? Тоа е всушност информација од јавен карактер, што е информација која е засега целата заедница. Значи, не засега одреден поединец, туку ја засега целата заедница. Всушност, Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер овозможува транспарентност и отчетност на институциите, како иматели на информации. Сите институции кои трошат буџетски средства, јавни средства, тоа се иматели на информации. А тие средства се средства на граѓаните, затоа што буџетот не е собственост на било која институција како институција, туку е тоа собственост на граѓаните. А сите ние првенствено сме граѓани. Дали јас доаѓам од една институција или вие од друга, првично сме граѓани, имаме своји граѓански права, а подоцна на своите работни места сме даватели на одредена услуга или пак сме во улога на корисници на одредена услуга. Зошто ова го зборувам? Ова го зборувам затоа што е многу важно да го сватиме концептот на граѓанското општество и во рамки на тоа слободниот пристап до информации, да знаеме како граѓани кои се нашите права и за да можеме да дадеме слободен пристап до информациите од јавен карактер, а како граѓани да ги добиеме. Поентата е дека граѓаните имаат право да знаат како се трошат буџетските средства, имаат право да знаат како работат институциите, а пак институциите како сервис на граѓаните, затоа што ние како институции сме сервис на граѓаните. Самиот термин на англиски minister значи служител, служиш некому. Ние како администрација, како управа, сме должни да служиме на граѓаните и да бидеме максимално транспарентно отворени кон граѓаните. Сега, во оваа смисла... Сега, Петар, малку, знаете како граѓаниве си ги знаат правата, може би малку повеќе колку што треба и затоа слободно, не задржувајќи ги собствените желби и потреби, се упатуваат да дојат до информации. Така да тука малку да го објасниме тоа дека не толку е слободен тој пристап до информации. Законот за слободен пристап, како што реков, овозможува слободен пристап до информациите од јавен карактер. Меѓутоа, постојат и 5 исклучоци од слободниот пристап, тоа е во членот 6, каде што се наведени 5 исклучоци од слободниот пристап. А тоа е во рамките... Например, првично, доколку се работи за класифицирана информација. Во тој случај, од степенот на класификацијата и времето на класифицираност на информацијата, таа информација не може да биде да се овозможи слободен пристап, затоа представува исклучок. Исто така личните податоци. Например, личните податоци се заштитени со Законот за заштита на личните податоци. И секако дека секој наш граѓанин, без разлика на која позиција, има право на заштита на личните податоци. Исто така, постапки кои што се во делокругот на даночната постапка, исто така се заштитени податоци. Или пак, например, информации кои што се составени за одредена истрага, управна или прекршочна постапка, исто така се информации, а доколку од објавувањето на тие информации ќе штети на исходот од таа постапка, во тој случај тие не можат да бидат веднаш пласирани. Но, морам да кажам дека секогаш институциите треба, кога одговараат на барањата од барателите, мора да внимаваат на тоа првенствено. Значи, на прво место е отчетноста, транспарентноста на институцијата, а подоцна е преку една алатка која ја имаме, а тоа се вели тест на штетност, имателите на информации, значи институциите, службените лица во институциите, преку
овозможување, односно преку спроведување на тестот на штетност, всушност ќе го направат оној битен баланс помеѓу заштитениот интерес визави јавниот интерес. А секогаш мораме да знаеме дека јавниот интерес треба да биде на пиедестал. Зошто? Затоа што јавниот интерес е всушност преку откривањето на одредени ако нели со овозможување на јавниот интерес може да се открие некоја злоупотреба на службена положба или коруптивно однесување, може би да се открие злоупотреба на буџетските средства или пак несоодветна употреба на тие буџетски средства или пак на пример загрозување на животната средина што секако не засега сите нас или пак на пример за здравјето на граѓаните. Еве имавме ние ситуација кога имавме нели пандемија ковид. Така да тоа се битни моменти кои што треба да бидат запазени, а се однесуваат на целата наша заедница. Ајде сега малку и народно да објасниме. Кога се прекршуваат од страна на граѓаните овој слободен пристап до информации? Кога се прекршува најмногу? На терен што е, да речем, најевидентно? Знаете што? Тука се и правниците, да ги споменем исто така. Адвокатите. Добро. Вака, во принцип, правото на слободен пристап до информација од јавен карактер овозможува на граѓаните да се запознаат со информациите од јавен карактер со кои што располагаат или ги создале имателите, односно институциите. Меѓутоа, се случува следно. Еве ќе кажам со еден обичен пример. Доколку во одредена средина двајца соседи имаат некаков спор меѓу себе. Најчесто за пат, што е заеднички. За некој заеднички пат, нека биде за ограда, за било што. Зборуваме еве општо. Некогаш едниот од тие двајца граѓани може да се обрати до институцијата, например до општината, со одредено барање, како граѓанин, нели се обраќа како странка. Меѓутоа, не добива одговор од страна на општината и сега знае дека доколку се обрати преку правото на слободен пристап, знае дека агенцијата како второстепен независен орган кој што решава по жалби во втор степен по барањата за информација од јавен карактер, во тој случај знае дека ќе биде заштитен. И сега што се случува? Тука на некој начин доаѓаме до една ситуација, да не кажам злоупотреба на правото на слободен пристап. Тоа што сакавме да го постигнеме. Доаѓаме до, еве да речам, со речникот на Европскиот омбудсман, несоодветна употреба на правото на слободен пристап. За лична корист. Да. Тоа, зошто го кажувам ова? Јавниот интерес би бил, доколку истите тие двајца соседи, на улицата на која што живеат, се попречени да влезат во своите домови, доколку, например, општината врши реконструкција на канализационата мрежа. И сега улицата е непроодна. Така? Општината како имател на информација е должна да ги извести граѓаните дека од периодот тогаш до тогаш ќе се врши реконструкција на таа улица, транспарентно тоа да го објави со одобрение за градба таа и таа, со временскиот период, средствата кои се потрошени за тоа, планирани и потрошени за тоа. Тоа се треба да биде транспарентно. А добро, конкретно граѓанинов, ако сака да си го реши своето право, значи не е начинот и не е каналот да иде преку вас, тоа треба да си го направи јавниот интерес на граѓанинот, односно, приватно, така, секако, да разграничиме, значи не преку вас, приватно, двата канали да ги објасниме убаво. Еве вака, она што е личен карактер, барање од личен карактер, од нешто што засега само одреден поединец, тоа си е во редовна постапка согласно материјалните закони по кои што работат имателите на информации, а слободниот пристап би бил се однесува само на информација од јавен карактер. Доколку еве од примерот наш, двајцава соседи, едниот се обрати до институцијата со барање, до општината со барање до кога ќе трае, ако не е објавено веќе претходно проактивно објавување на информациите. Тоа го велиме, институциите треба проактивно да ги објавуваат информациите. И сега, значи граѓанинот може да се обрати за јавниот интерес, за целата, значи информација што ги засега поголем број на граѓани, сите жители на таа улица, целата заедница. Ама во случај кога сака да оствари некое лично право, подобро и правилно е да не пристапува кон правото на слободен пристап до информација од јавен карактер, барајки
посебна информација која го засега само него лично како граѓанин. Да, ќе си го направи тоа засебно, си има правници со кои што ќе се консултира и ќе си го тера како свој спор. Тоа си оди засебно, редовна да. постапка. Сега, зошто го спомнувам и ова и зошто ја спомнувам таа страна? Затоа што често граѓаните ангажираат адвокати, но адвокатите се тие потоа кои што го користат слободниот пристап до информација. Има и такви случаи, да, има и во правоста, има и такви случаи. Тука апелирам и до колегите, значи адвокатите, да внимаваат на Законот за адвокатура, членот 3 и членот 4. Согласно Законот за адвокатура, адвокатот има право да се обрати до институцијата од каде што треба да прибави одреден документ. Што е општината во случајов, пример. Општината, министерството. Пример, демавме, се уште сме на примерно. Нека биде Да. општината. Значи, адвокатот може согласно Законот за адвокатура да се обрати до општината и општината е должна, не е дали сака или не сака, туку е должна да му одговори на адвокатот. Затоа велам на почетокот, ние сме сервис на граѓаните. Ние без разлика, општината не може да функционира сама за себе. Општината е дел од заедницата, дел од граѓаните. Ние како граѓани првично живееме во нашите општини, каде што, нели, во нашите мала, каде што живееме. Да, во заедницата во која што живееме. Петар, неуморно работите, посветени сте, сакате на вистината направите голем исчекор, но чинам дека може ќе се согласите, може не, за да успееме во сево мора да промениме многу од нашиот менталитет. Апсолютно. Начин на размислување и однесување. Точно се согласувам, точно. Да. Ние првенствено мораме да појдеме од самите себе. Не можам јас да давам совети некому ако јас со својот личен пример не го покажам тоа. Значи, поентата е, еве, и апелирам до целата наша заедница, секој одговорно да си ја работи својата задача и институциите да бидат транспарентни, отчетни, отворени, затоа што тоа е за доброто на сите нас како заедница. Да. А Законот за слободен пристап, како една од најглавните антикоруптивни алатки, зошто го велам ова како една од најглавните антикоруптивни алатки? Затоа што подобро е да се спречи отколку да се лечи. Таа е позната поговорка. Народната е позната. Да. Зошто велам? Затоа што доколку една институција е доволно отворена, транспарентна, отчетна, на своите веб страници објавуваат институциите, објавуваат сите информации од јавен карактер, на видно место, ги објавуваат ги транспарентно, граѓаните нема да имаат сомнеж во работата на институциите, а понатаму, доколку се случи да има барање за слободен пристап, исто така, веднаш, во најкус можен рок да се одговори. Законската одредба вели, одговорот е веднаш, а најдоцна до 20 дена. Да не ги чекаме тие 20 дена, туку да одговориме веднаш. Максимум што може. Да, сега. А од друга страна, пак апелирам и до граѓаните, правото на слободен пристап до информација од јавен карактер да се користи исклучиво за информации кои ја засегаат целата јавност. Значи, нешто што е за општото добро, нешто што се однесува на целата заедница. Има многу такви информации, а овие останатите информации за кои што се засегнати како лично, како граѓани, тоа треба да се спроведе согласно материјалните закони по кои што работат институциите, а институциите се должни не само по Законот за слободен пристап, туку и по материјалните закони кои што редовно работат, секако во таа управна, првично е Законот за општа управна постапка, по Законот за општа управна постапка редовно да се одговорат исто така навремено, зашто и таму има рокови. Има тој закон, има рокови и ние како управа треба, како администрација, мораме да ги почитуваме. Благодарам за гостувањето. Пуштивме многу апели. Се надевам стигна. Да, само на крајот и до граѓаните и до институциите. Да, сакам да ви се заблагодарам за поканата во оваа емисија и сакам да апелирам еве слободно на aspi.mk. Слободно граѓаните, секој заинтересиран може да отвори, да види, да ја разгледа нашата веб страна. Таму имаме и портал за иматели на информации, портал за баратели на информации и се што ги интересира граѓаните и секако и службените лица во институциите, ние како тим во Агенцијата за заштита на право на слободен пристап до информациите од јавен карактер, стоиме на располагање и секогаш сме тука за да помогнеме се во интерес на граѓаните и во интерес на нашата заедница. Благодарам на гостувањето.